Од Демократска обнова на Македонија поднесоа кривична пријава во Тетовското јавно обвинителство против Југохром од Јегуновце, по истите основи како и вчерашната кривична против Макстил од Скопје, загадување на животната средина и природата и загрозување на животната средина со отпадни материи. Пријавата и едната и другата се повикуваат на прекршување на Законот за животна средина, член 138 став 1 за непочитување на рокот 1 април 2014 година, кога требаше да се изврши еколошко прилагодување, и се повикуваат исто така и на Уставот на Република Македонија, член 43 став 2, кој гласи: секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Кривичните пријави се поднесени за загрозување на здравјето на граѓаните на Скопје и на Тетово и уништување на животната средина, почнувајќи од 11 јули 2005 година. Тоа е денот од кога почна да важи Законот за животна средина, кој е донесен истата година. Југохром од Јегуновце, исто како и Макстил од Скопје, не го испочитуваа законот и не ги почнаа навреме набавките на еколошка опрема со која што би го спречиле испуштањето на загадувачки материи во околината. Тие продолжија да загадуваат со несмалено темпо, не водејќи сметка за поплаките на граѓаните и укажувањата и казните на институциите. Попоска со кривичната пријава приложи и графикони од мерењата на концентрацијата на PM10 честичките, кои се јавно достапни на сајтот на Министерството за животна средина. Според нив за 2013 година најзагаден град е Тетово. Од дом сметаат дека нема никаква основа да се толерира непоставувањето филтри по предвидениот рок 1 април. Бараат компаниите да престанат со работа до поставувањето на потребната опрема. Лесно се гледа огромното надминување на просечните испуштања на гасови и загадување со PM10 честички, каде што границата е 50 микрограми на метар кубен. Така што, како што еве вчера ја поднесовме кривичната пријава за Макстил со датум 29.7 со комплетна документација и доказ, така денеска ја поднесовме од кривичната пријава за Југохром, каде што во прилог ги имаме дадено надминувањата на граничните вредности за PM10 за Тетово. Ова е цртата од 50 микрограми на метар кубен, тоа е дозволената граница на PM10. Гледате дека во месец април 2014 година вредноста на PM10 е цело време над цртата, над дозволената граница. Ова е скандалозно, почитувани, и истото тоа се случува во месец мај. Повторно гледаме, освен мали вредности под границата, сето друго е над границата. Истото тоа е за месец јуни, исто така над границата, а ги имаме и годишните вредности за загаденоста по градови, каде што највисокиот столб, ова е за 2013 година, тој важи за Тетово. Значи, Тетово е страотно загаден и загрозен град од ваквото неодговорно работење на Југохром. И ова не смее да се толерира понатаму. Од Југохром од Јегуновце не информираа дека во раководството биле зафатени со состаноци токму околу поставувањето на потребната еколошка опрема, а за кривичната пријава немаат што да додадат.